можност да оствариме официјална посета во општина Куманово и во секторот за внатрешни работи Куманово. Впрочем, тоа е нашиот концепт на делување заедно со локалните заедници, се со цел да ја обновиме таа врска помеѓу локалната власт, граѓаните, македонската полиција, што е исклучително важна, да сакаме да имаме зголемена безбедност. Разговарав и со првите луѓе на секторот за внатрешни работи во Куманово. Обшта констатација е дека имаме одлична соработа со началникот, со општинските служби во делот на заедничко постапување помеѓу македонската полиција и локалната самоуправа. Секако дека постојат и многу прашања кои што да ги скриеме, да ги одработиме заедничко подобро, за да се зголеми таа безбедност. Вие сте информирани дека имаше пред некој ден извештај до Совет на општина Куманово во делот на безбедноста на граѓаните. И тука сакам да информирам јавноста, бидејќи имаше наистина злоупотреби на податоците внатре или неразјаснети податоци. Имаме намалување за 15% на нарушувањето на јавни ред и насилство. Имаме намалување на соодветните прекршици. Тоа ја покажува генералната слика дека е подобрена безбедноста на состојба во секторот за внатрешни работи Куманово, кој што е не само општина Куманово, туку и сите други општини кои што ги покрива. Јута имаме зголемување на економскиот криминал. Економскиот криминал не е видно, за нема да работи. Има зголемување на 20% економскиот криминал, а тоа се должи на откривање на извршени кривични дела на функционери, носители на одредени позиции, кои што беа во општина Куманово во одредени институции или во одредени општини. Така да, тој број на откривање на такви кривични дела и поднесување на кривични пријави го зголемува нивото за 20%. Јас жалам што имавме можност да имаме таква криминална власт на централно ниво, која што овозможи да имаме такви функционери кои што злоупотребуваат државни средства, ама е добро што македонската полиција заедно со правителството ги работи овој случај и ги редуцира овие кривични дела. Тие се поднесени кривични пријави, имаме, знаете, и за фалсификување на исправи, на дипломи на полициски службеници. Сето тоа е процент кој што позволува економскиот криминал, меѓутоа тоа е добро. Тоа е добро, затоа што се детектират, откриват и ќе влијаат позитивно врз натамошното функционирање на овие институции. Сметам дека зголемувањето на овојашната дејност на секторот за внатрешни работи е драстичен, за разлика од претходно, е дополнителна вредност. И така треба да продолжиме и во идните. Со граначалникот разговаравме околу подобрување на безбедноста во сообраќајното друштво, во наоѓање на заеднички сообраќајни решенија, тоа што е поволно за граѓаните на општина Куманово да заеднички го направиме. Како да ја подобриме безбедноста во делот на користењето на видео надзор таму каде што можеме да го користиме. Сакам да информирам граѓаните дека за наредната година определива една значајна сума на финансиски средства кои што ќе бидат искористени за реконструкција или градба на нова зграда на секторот за внатрешни работи. Во таа смисла отворивме можност кој што треба да реализираме за гасификација на секторот за внатрешни работи во Куманово, тоа е заедно интереси за подобрување на животната средина и за помош на јавното предпријатие за гас, но тоа и за нас како министерство кој што ни намалува шоците. Така да генерално работата може да биде оценета како позитивна, како поволна, и со мотивација да продолжиме понатаму заеднички да работиме. Да биде полицијата повеќе меѓу граѓаните. Ги повикувам граѓаните да бидат партнери на македонската полиција. Да ги пријавуваат сите настави кои што се случуваат и за кои што имаат можност да ги забележат, да помагаат на полицијата, на тој начин ќе
Во секторот за вратични работи разговаравме околу престојниот референдум. Мора да признаеме дека состојбата е стабилна, мирна, немавме нарушување на јавниот ред и мир во предизборниот период. Имаше неколку изолирани инциденти кои што се целосно расветлени и поднесени соодветни пријави против сторителите. И македонската полиција и секторот за вратични работи во Куманово се подготвени за една демократска атмосфера на референдумот. Тука апсолутно никој нема право да го загрозува референдумскиот процес и доколку се направи било каква поставка на загрозување на референдумскиот процес и преземање на лични мерки и апелирам до граѓаните да ги пријавуваат било какви присуци имаат од било кого да ги пријавуваат во рамките на сектор за вратични работи во Куманово. Инаку разговаравме и за проекти на владата кои што ни престојат по Куманово. Имаме реализација на неколку капитални значајни инвестиции, реконструкција на патот од Куманово до Николе, Куманово, Никушта, Старно Величино, Певнице. Разговаравме околу можноста за нови проекти кои што ќе ги утврди началникот со своите приоритети за да помогнеме на градот. Сега се имаме добра соработа, да се развива и поиднина. Јас очекувам дека имаме само добри поводи за средби, за промовирање на многу заеднички проекти, а при тоа ќе направиме се да имаме безбеден град и град како што сакаме сите ние Кумановци.